Општина Кочани ќе даде подршка во рамки на својот делокруг во поправката и оспособувањето на оштетените полски патишта и на дел од каналската мрежа за наводнување и за одводнување на земјоделските површини. Со тоа сака да им помогне на земјоделците пред престојната сеидба на оризот и на другите пролетни култури. Ова било заклучено на работната средба што градоначалникот Никол Чуилиев ја одржал со индивидуални земјоделци, представници на здруженија на оризопроизводители и на оризопреработувачки капацитети од Кочанско. Средбата представува продолжување на започнатите активности за анализа на актуелната состојба со пристапните полски патишта и за потребните активности за нивно подобрување, како и за дефинирање на потребните позиции за подобрување на каналската мрежа и обновување на делови од системот за наводнување. При тоа, градоначалникот Илиев информирал дека општината ги става своите капацитети на располагање и во наредниот период ќе направи увид во сеидбените планови, но и на лице место, со цел да се подобрат полските патишта и да се олесни транспортот на земјоделските производи. Исто така, општината се става на располагање на земјоделците и за подршка при аплицирањето по престојниот повик од ИПАР програмата за набавка на земјоделска механизација, со приоритет за купување ролобалирачки и машини за сечење на сламата. Овие мерки се со цел да помогнат во искористувањето на оризовата и друга слама за потребите на пречистителната станица за отпадни води, како и за намалување на палењето на страништата. Земјоделците ги образложиле приоритетните полски патишта и сугерирале модели за соработка во прибирањето на оризовата слама, заради што поголем опфат на површините и ефикасност во незиното собирање и транспорт. На средбата, на која присуствувале и раководителите на водостопанската подружница Брегалница и на подрачната единица на Министерството за земјоделство, била дадена подршка на почнатите активности за подобрување на патната мрежа во полскиот регион и за обновување на делови од системот за наводнување. При тоа било побарано контактите и разговорите меѓу локалната власт и земјоделците да продолжат, а на следните состаноци да присуствуваат и представници од ресорното министерство од Скопје. Неопходноста од оспособување на каналската мрежа била образложена со фактот дека 2019 била екстремно сушна година, а во моментот акумулацијата Калиманци располага со 28 милиони метри кубни вода, што е околу 23% од вкупниот нејзин капацитет.